Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, господине заместник министер за финансии, лапсус направи, се извинувам. Денес расправаме согласно Уставот и Деловникот за ваша политичка одговорност. И сега кога ќе ја вратам расправата по ребалансот на буџетот, 100-0 ја изгубивте. Сега гледам денес, ај тоа што изгубивте 100-0 расправата за ребалансот на буџетот. Ме изненадува вашиот однос кон пратениците, вашата дебата. Многу сте тенки во аргументација. Пратениците одлучија денес да не ве брат. Тоа е нивно легитимно право и не е спротивно на Деловник. Дали истата аргументација во ребалансот ќе ја продолжите и во текот на денешната расправа? Абе, толку сте обседнати од Бранко Црвенковски и од Социјалдемократскиот сојуз, па ќе пукнете. Ние расправаме за ваша политичка одговорност, вие за СДСМ и Бранко Црвенковски. Заборавите го тоа. Вие сте на власт, вие сте министер, за вас расправаме. Ајде да видиме дали пратениците на ВМРО ДПМН треба да ви изгласат недоверба денес. Дали пратениците на ВМРО ДПМН денес треба да одлучат дека Зоран Ставревски не смее понатаму да биде министер за финансии. Господине Ставревски, господо и господи пратеници од ВМРО ДПМН, ова е доктрината на вредности на ВМРО ДПМН. Ајде да видиме дали министерот, кој што ја подпишал, ја поддржува оваа доктрина, работи според овој ваш партиски документ. Господине министер, прво, ќе извлечам 3 тези од оваа доктрина. Велите вака: грижата за еднината на нашите деца и свеста за ограниченоста на природните богатства ја обврзуваат ВМРО ДПМН да биде партија што суштествено се залага за одржлив развој. Грижата за еднината на нашите деца. 3 пати сум кажал од оваа говорници, ова ќе ми биде 4ти пат. Дали за нашите деца, господине министер, се грижите на ваков начин со тоа што ги задолжувате идните генерации со милиарди евра? Кривично дело е да задолжувате идни генерации, господине министер. Кој ви го дал тоа право, моето дете, вашите деца, нашите деца, да ги задолжувате на начин на кој што тоа вие сега го правите? За да финансирате вакви непродуктивни објекти, како што е проектот Скопје 2014. Тоа ли е основниот темел на оваа доктрина? Да се грижите за нашите деца на ваков начин на кој што вие тоа го направите. 800 милиони евра во еден месец да ги задолжите идните генерации. Пропадна проектот трето дете. 600.000 евра потрошите. Ги лажете граѓаните на Република Македонија. Секој новородено дете го задолжите со 2000 евра плюс. Ама навистина, мислам, не знам која ви е таа филозофија или тактија мене да ми дофрлувате. Имате шанса, тоа ќе ми дадете одговор, ако почувствувате дека треба да ми одговорите. Втора работа, господине министер. Велите вака, исто во конгресниот ваш документ пишува, во вашиот конгресен документ, доктрината на ВМРО ДПМН. Денес е тешко да имаш семејство во Македонија. Се согласувам, тоа сте го запишале во овој конгресен документ. Голем број родители работат цел ден за ниски непристојни плати. Државата мора еднаш да застане на страна на овие семејства. Како министр застанавте вие на страната на овие семејства? Со тоа што проектиравте за сиромаштие во буџетот 206 милиони денари. Само 3,5 милиони евра. Или во ребалансот на буџетот оваа ставка ја зголемите, замислите, за 213.000 денари. Само за 3.500 евра. Така се грижите за овие сиромашни семејства кои што се ги навеле во конгресниот документ доктрината на ВМРО ДПМН. На Валентина Божиновска за 2 проекти хонорар 3,5 милиони евра, за сиромаштијата во Македонија со ребалансот само 3.500 евра. Тоа е срамота. Не ли чувствувате, господине министер, вака лично ве прашувам, кога ќе прочитате покрај 15 милиарди потрошени за 5 години, во часописот Економист, кој што вие инсистирате Република Македонија да се рекламира. Македонија да биде рангирана на прво место по мизерија. Навистина, не ли чувствувате морална одговорност? Министер за финансии 15 милиарди потрошил од парите на граѓаните, прво место по мизерија. Прво место по невработеност. Само 0,12% од буџетот за сиромаштија. Е така,
се однесува ВМРО ДПМН и министерот за финансии кон овие сиромашни семејства кои што се наведени во доктрината на ВМРО ДПМН. Господин министер, ве прашав на ребалансот кога расправавме и денес ќе ве прашам. Исто околу човечноста и моралната одговорност. Нели ви затрепери раката кога ги плативте оние 250.000 евра од трезорот за жалните врби во Вардар? Ова апропо доктрината на ВМРО ДПМН и грижата на сиромашните. Само за миг, дали почувствувавте дека на цела оваа сиромаштија во Република Македонија, министерот за финансии со еден подпис исплатил во еден ден за 1 секунд 250.000 евра за проект 3 жални врби во Вардар, кои што по сите пресметки со кои што се консултира не чинат повеќе од 5 до 10.000 евра. Значи, тоа е дел од доктрината за која што вие ни говорите. Не одговорите ниту за мизеријата, зошто Македонија на прво место по мизерија, не одговоривте, ама буквално ништо, зошто форсирате еден проект Скопје 2014 со парите на сите граѓани од целата Република Македонија, турени во неколку квадратни метри во центарот на градот Скопје. Третата работа од доктрината. Велите вака, и ова сметам дека е многу суштествена. Мала дигресија. Говоревте 20 минути, кажавте се и се што, ја обвинувавте опозицијата, ама за онаја криминална операција или онаја внатрепартиска битка внатре во ВМРО ДПМН која што се бие, така наречена детонатор, одвоивте само 3 секунди. Значи, во доктрината на ВМРО ДПМН, во главата култура на законитоста, сте запишале, тоа министерот Ставревски го прифатил. И се надам, така и треба да се однесува и да го практицира. Криминалот и корупцијата се закана за демократијата и за слободата. Првата реченица. Втората реченица. ВМРО ДПМН инсистира на правна држава, на владење на законот, но без комплементарна култура на почитување на законите, многу е тешка борбата против криминалот и корупцијата. И сега кога ќе го погледам интервјуто на Ване Цветанов, кој што водеше една сериозна институција против борбата за перење на пари, директно прстот беше насочен кон врвот на ВМРО ДПМН и извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Јас на пресконференција постави прашање на министерката, еве и вас ви го поставам таа прашање, дали детонаторот се наоѓа во врвот во извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Ако не, вие сте должни на граѓаните да им кажете да, тоа е така или не, не е така. Зошто велам, господин министер, на овој дел од културата на законитоста дека директно се однесува на вас? Значи, операцијата детонатор разоткри дека во Република Македонија имало 1000 покер апарати кои што биле контролирани од извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Не знам кај сте вие тука, во делот на таја контрола, како министер за финансии. Не знам, веројатно, зошто во секоја втора семејство, кое што е од ВМРО-вска проминенција, се наоѓале овие покер апарати. И не знам зошто не спорете со тезата на опозицијата дека буџетот на Република Македонија преку операцијата детонатор или контролираната операција детонатор на терен, Република Македонија во буџетот изгубила 36 милиони евра. Кој ви дал такво право? 36 милиони евра министерот за финансии се откажал. Зошто? За да може Владко Ѓорчев да ги купи изборите во изборната единица 3. Наистина не ми е јасно. Релевантна државна институција, министре. Ај сега да оставиме што говори опозицијата. Релевантна државна институција констатирала Државниот завод за ревизија дека вие како министер за финансии не сте воделе регистар на издадени плочки и лиценци за покер апарати и за рулет маси. Значи, вие сте биле должни тоа да го направите. Не сте го направиле. Се обидов ги проверив сите извештаи на Државниот завод за ревизија. За вашата омилена и 2003, и 2004, и 2005, и 2006, и 2007, и 2008, и 2009. Ниеден министер за финансии не се дрзнал да го прекрши членот 72, став 3 од Законот за игри на среќа. Ниту еден. Вие сте единствениот.
Точно така констатирал државниот ревизор, дека вие не сте воделе регистар. По овој основ, господине министер, во буџетот на Република Македонија се влеале 1,25 милиони денари, или некаде околу 16 милиони евро. Господине министер, без регистарот. Ајде да шпекулираме. Или може би подобро е, наместо ние да шпекулираме, јавниот обвинител да се произнесе. Дали ако сте воделе регистар, во буџетот на Република Македонија би се влеале 2 милиарди, министре, 3 милиарди, 4 милиарди, 5 милиарди, или може би еве ги доаѓаме до тие 36-40 милиони евра, за кои што опозицијата тврди, по изјавата на министерката за внатрешни работи, колкава била загубата во буџетот. Зошто не сте го воделе регистарот? Должите да одговорите на македонската јавност. Ние сега утврдуваме политичка одговорност. Ние не сме суд. Дали сте го прекршиле законот? Да, тоа го констатирал државниот ревизор. Дали имате одговорност за тоа? Тоа веројатно го повикувам Шврговски да се произнесе. Или можеби, министре, еве вие имате шанса во тие 3 минути во репликата, ако сметате дека треба да ми одговорите, јавно од оваа говорница да го повикате јавниот обвинител Шврговски да се произнесе по наводот на државниот ревизор. Само заради граѓаните и пратениците од ВМРО ДПМН кои што нели треба да одлучуваат по доктрината, дали министерот Зоран Ставревски работел согласно конгресните документи, ќе ви прочитам еден дел од наводот на државниот ревизор. Вели вака: поради утврдената состојба, Министерството за финансии не е во можност да ја следи навременоста и целосноста на исполнување на обврските согласно издадените лиценци, што создава ризик и искажаните податоци за остварените приходи на наведениот основ на буџетот на Република Македонија да се нецелосни и неточни. Значи, господине министер, со тоа што сте имале обврска со законот, да водите регистар на издадени плочки за лиценци, за покер апарати, кои што ги откривте во таа внатрепартиска битка во раководството на ВМРО ДПМН, значи, покер апарати кои што требале да донесат приход во буџетот на Република Македонија, вие тоа не сте го направиле. Сте го прекршиле законот, а господине министер, секој оној кој што ќе се огреши од законот, тој треба и да одговара. Затоа велам, ние сега, во овој момент, викам, господине министер, одлучуваме за вашата политичка одговорност. Понатаму ќе покаже времето. Или, во една реплика на ребалансот, велите го сменивме законот. И тоа е точно. Во 2011 година, во законот за игри на среќа, се предвиде овој регистар, наместо да го води Министерството, тоа да го води овластено лице. И сега гледате до што доаѓаме. Во новото законско решение, автоматите за игра, тоа сте го предвиделе вие, автоматите за игра на среќа при пуштањето во употреба мора да бидат технички исправни. Утврдувањето на техничката исправност ја носи министерот за финансии. За спроведување на постапка за избор, министерот за финансии формира комисија. Комисијата на министерот за финансии му дава предлог. Министерот за финансии носи решение која е таа фирма која што ќе го води регистарот. Втора работа, сите патишта водат на вас, министр. Затоа имате интерпелација за вашата работа. Во делот на казнената политика, замислете што сте предвиделе. Правното лице што организира и приредува игри на среќа во посебно уредени простори, без таа намена, без лиценца, без дозвола од надлежен орган, ќе се казни со парична казна од 20 милиони денари. Замислете, министр, 20 милиони денари. Каде е вашата одговорност? Сте предвидели и казна затвор од 3 години. И она што за мене е најинтересно, во членот 157, врзано исто со вас, господине министр, со детонаторот за кој што говориме овде. Замислете, глоба во износ од 5000 евра во денарска противредност, велите ќе му се изрече казна на правното лице за прекршок ако не води книга на благајна. И сега кога ќе го споредиме ова со наводот на државниот ревизор, тој што ќе води, што нема да води книга на благајна, 5000 евра ќе го казнете. А министерот што не води регистар на издадени лиценци, кој ќе одговара, министр? Нема ли тука елементи јавниот обвинител Шврговски еднаш конечно да излезе и да каже ајде да видиме, да се произнесеме по овој документ од Државниот завод за ревизија.
А вистина очекувам од вас, господине министер, да дадете одговор на сите овие поставени прашања. Се води кон вас. Сите патишта водат кон министерот Зоран Ставец. Благодарам. И затоа сметам дека треба да понесе таа политичка одговорност и согласно доктрината на ВМРО ДПМН, бидејќи не сте ја почитувале, пратениците од ВМРО ДПМН да ви изгласаат недоверба. Ви благодарам.